Струјата дефинитивно ќе поскапи од 1 јануари. Министерот за финансии најави дека ДДВ-то за електрична енергија од 1 јануари ќе биде 10%, а не 5% како што беше намалено во мај годинава со одлука на владата. Со ова практично владата го погазува ветувањето кој им го даде на граѓаните. Дека ако цената на електричната енергија на берзите и натаму остане висока, ДДВ-то за струјата нема да се зголеми. Но поскапувањето веројатно ќе биде многу поголемо од 5%, зашто и енергетските компании ќе пријават зголемени трошоци до регулаторот, па освен поголем данок, по нова година ќе има и поголема основица. Енормните трошоци онака ги доведоа граѓаните да не можат да сврсат крај со крај. Според последните податоци од Државниот завод за статистика, кои се однесуваат на септември, струјата за една година поскапела за речиси 24%, парното за 30%, бензините за речиси 50%. Поскапувањата ги тера граѓаните да бараат начини како да штедат. Велат не знаат како ќе преживеат со оглед на тоа што се е прескапо. Се трудам кога пирам на поскапа струја да биде на поголем програм, да биде на поевтината струја. Се обидуваме да одржиме колку што беше, да не зголемуваме, да намалиме нешто. Знам дека од 5 на 10 ќе го качат, сигурно ќе се качат и сметките повеќе, ќе бидат повисоки. Има нешто покачување, ама колку е, не сум ни рачунал, ни гледал. Меѓутоа има нешто. Се чувствува голема инфлација, поготово прехранените производи многу се качени горе. Просто не можеш да ги пратиш цените, колку се, дали на зејтин, дали на шеќер, дали на сол, на брашто, на било што. Значи, страшна работа се цените. Инфлацијата сигурно ќе биде висока до крајот на годината, а наредната може би уште повисока ќе биде. Стига, тако си сам не стига. Секоја година се потешко и помачна. Останува да. Последно струјата поскапе од 1 јули за 7,4% во просек, или едно семејство кое внимава и штеди струја приближно плаќа 400 денари повеќе, а беше воведен и нов блок тарифник за скапа струја, според кој најголем дел од семејствата се во вториот блок кој е до 630 киловат-часови потрошена електрична енергија. Поскапување повторно ќе има сигурно од 1 јануари.